Велелепната икона на Света Богородица, вратарница Иверска, кај православниот свет позната како Портаитиса, од вчера е привилегија на манастирот Свети Пантелеймон, на тамошното сестринство и на верниците од Кочанско и пошироко. Вчера чудотворната икона, која представува копија на единствената што се наоѓа во манастирот на Света Гора, со сите црковни почести на кои учествуваа владици од Македонската православна црква Охридска архиепископија, беше представена пред верниците на црквата Свети Ѓорѓи во Кочани, кои се поклонува и се молеа на незината мог да ги заштити. Непосредно по неколку часовната света архиерейска литургија за големиот црковен чин разговаравме со владиката Иларион. Најнапред му благодариме на Бога и на Мајката Божја за милоста нивна, што е Мајката Божја посака да дојде меѓу нас, да го покаже и потврди своето присуство секој пат и сега, а последно во овој момент кога целиот народ е вознемирен и страда. Мајката Божја, како што се појави покривајќи ги луѓето со својот омофор во Влахерната црква, видена од очите на светиот Андреј Јуродив, за да сите нас не убеди дека Мајката Божја ни е покровителка и не утврди, така и денеска со незиното присуство ја покажа својата милост, како што им рече на апостолите: не плашете се, ќе бидам со вас до свршетокот на светот. Иконата на Мајката Божја е копија од чудотворната икона на Портаитиса од Иверонскиот манастир, враточуварка. И ова е втора икона копија од Света Гора, после брзопослушницата која што дојде во Струмица. Еве сега ова чудотворна икона тука кај нас. Денеска ја донесовме тука на поклонение на верниот народ, за да го примат благословот Божи и закрилата и заштитата од Мајката Божја. А после молебниот кој што во моментот се служи, ќе ја однесеме во манастирот Свети Пантелеймон, каде што ќе стои таму, каде што секојдневно ќе се чита и пее акатистот и молебниот на Мајката Божја, каде што сестринството таму ќе се моли со свештенослужителите за секакви потреби на верните луѓе и каде што ќе можат луѓето да доаѓат за да го примат благословот од Мајката Божја, да барат заштита и закрила. Манастирот ќе биде секојдневно отворен и луѓето ќе можат да се поглонуваат кога и да посакаат. Посакувам Мајката Божја да им подари мир и благослов на сите луѓе, да ги исполни со радост, да ги охрабри, да им даде сила и трпение и ова искушение да го издржиме со помошта на Мајката Божја, да ги победиме сите искушенија и одејќи по патот на вечноста да продолжиме да живееме со Мајката Божја и овде и во... Тој истакна дека иконата на Богородица Иверска е откупена од Светогорскиот манастир и донесена во манастирот Свети Пантелеймон, благодарение на еден голем верник и помагател на црквата од Кочани. Имаме благочестив човек, верник, кој што ова икона ја подари, но воедно исто така тој истиот човек е кој што постојано ни помага на храмовите, на црквите, на бедните, на гладните, на сиромашните. И јас познавајќи го долги години тој човек не само од црквата, но никого за ништо не одбил кога му побарале помош. Посакуваме Мајката Божја да го чува, да му ги исполни сите молитви и желби и понатаму да продолжи здрав, прав, радосен и весел, да ја помага и на црквата и на народот. Откако верниците од Кочани се поклонија и се помолија пред иконата, таа беше однесена во манастирот кај Свети Пантелеј, каде ќе биде трајно изложена и на располагање на верниците за молитви и поклоненија.